Почитувани, неспособноста и негрижата на СДС удира врз пензионерите и старите лица. СДС не сака и не знае да работи. Тие знаат само да уништуваат, да кратат и рушат. Овде е парцелата каде што требаше да се изгради домот за стари лица со капацитет од 170 легла, кој СДС го блокираше и за кој ги скрати средствата. За овој проект беше определена локацијата, утврден ДУП, завршена беше целата документација, само требаше да се отпочне со градба. На овој простор тука требаше да се изгради најсовремен дом за стари лица и пензионери, според сите стандарди. Но поради негрижата и незаинтересираноста на СДС, овој дом ниту ќе се отпочне, ниту ќе се заврши додека се тие на власт. Овој дом, кој беше барање на пензионерите, требаше да има вкупна површина од 4723 метри квадратни, но тој нема да се гради, бидејќи СДС ги пренамени средствата за негова градба за да овозможи повеќе пари за партиски вработувања, набавки на опрема, набавка на цвеќиња, октоподи и морски плодови. Со ребалансот се укинати 28 милиони денари, меѓу кои и средствата за почеток на изградба токму за овој старски дом. Пензионерите, но и сите граѓани гледаат дека СДС ги измами. Тие наместо животот кој го ветуваа на народот, му понудија само укинувања, кратења, деструкција и блокирање на сите проекти кои политичкиот противник ги подготвил или ги отпочнал. СДС од инает и омраза е спремен секој проект да го стопира, само заради тоа што ВМРО ДПМН го предвидел. Колку и да е тој проект во интерес на граѓаните. Тоа создава голема неизвестност и вознемиреност помеѓу граѓаните. Жалиме што СДС нема слух за вакви инвестиции кои се во интерес на граѓаните. Заради СДС на овој простор уште долго нема да се гради домот за најранливата категорија на стари лица, односно за стари лица без приходи и материјално необезбедени стари лица. Исто така стари лица со ниски приходи, болни и изнемоштени. Граѓаните само можат да го видат на дело неодговорниот пристап, негрижата и расипништвото на СДС. Пари за октоподи има, ама затоа за старски домови нема. Ви благодарам.